работиме со следниот час, тоа е Математика за пето оделение. Денеска ќе имаме математика за пето оделение. Тема мерење и решавање проблем, наставна единица плоштина на правоаголник. Може да почнеме, така? Може. Цели на денешниот час се разбира дека плоштината се мери во квадратни единици, користи формула за да пресмета плоштина, од веќе стекнатите знаења изведува нови заклучоци, исто така го образложува писмено начинот на решавање и размислување, поставува хипотези, предпоставки. Мора да кажеме за правоаголникот. Вие сте го изучувале до сега сигурно многу пати часот, меѓутоа денеска е повторно за пето деление. Правоаголник е рамна дводимензионална геометриска фигура со 4 прави агли. Тој е четириаголник, внатрешните агли му се по 90 степени. Збирот на внатрешните агли изнесува 360 степени. Знаеме дека е направен од две паралелни прави, односно одсечки, 2 со 2, кои што образуваат агол од 90 степени. Единица мерка за мерење на правоаголникот го користиме метрото. Односно, денеска ќе земеме за плоштината на правоаголникот, која што единица мерка е квадратен, метар квадратен, центиметар квадратен, односно квадратна единица. Плоштина мрежа на правоаголникот. Можеме да забележиме што е всушност плоштината на правоаголникот. Тоа е површината на правоаголникот. Како можеме да пресметаме колкава е плоштината на правоаголникот, а се уште да не ја знаеме формулата. Тоа е составен мрежа. Мрежата е составена од квадрат, која што изнегостува по 1 центиметар. Колку квадрати имаме, толку центиметри имаме. Можеме да ги изброиме квадратите, колку ни се. Хоризонтално ни се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 квадрати, односно 9 центиметри, и вертикално ни се 1, 2, 3, 4, 4 квадрати. Кога ќе ги изброиме сите квадрати, од прв до последен, ќе дознаеме, ќе увидиме дека се вкупно 36 квадрати. Сега, кога имаме 9 квадрати хоризонтално и 4 квадрати вертикално, Ги множиме. да, сакав да прашам, дали можеме да откриеме формулата? Која е? Формулата ќе биде P еднакво на А по Б. Ете така. Односно страната А ја множиме со страната Б. И на крај доаѓаме 9 cm по 4 cm да е еднакво на 36 cm квадратни. Ова е само пример и дали сега можеме да увидат како се пресметува плоштината и сега дали може да решаваме задачи. Можеме. Може. Првин, еве само да кажеме дека секогаш пред да решаваме задача, односно пред да измериме нешто, правиме проценка со нестандардни метри, а потоа мериме. Еве, првин да земеме, имате тука линијари да измериме и дали може да измерите, да видиме корицата на некоја книга. Можеме. Сакате метро, сакате со линијар. Еве имаме линијар. Не сме. Значи, 14. така? Не, Нулата, да, ама ми се лизна. Само кажете ми каде да пишувам? Каде да пишувам тука? И да ќе ви избришиме таблата наставничке. Ова станало од нашиот обид да играме брза географија. Така. Со фломастер може обича? Брза географија. Еве, писам. Не бевме толку брзи. Да не се пише после. Значи, едната страна, пак, двете помали страни се 14 центиметри, а ова е 20. Така. Вака ќе направиме. Значи 200 и колку рече? 280 сантиметри квадрат. Така. Први вака. Требаше да направиме една проценка, не е проблем. Да видиме во центиметри квадратни. Едната страна ни е, страната А ни е 14 центиметри, а страната Б 20 центиметри. Да. И сега, плоштината ќе ни биде еднакво, како рековме, плоштината е еднаква на А по Б. А по Б. И дали ќе може да пресметаме плоштината? Ќе ги помножиме.
P еднакво на 14 По помножено со 20. Знаеме дека секогаш нулата на крај се става, да не пресметуваме. Секој број помножен со 0 добива 0. 2 по 4 е 8, и 2 по 1 еднакво на 2. Односно, плоштината изнесува 280 меѓутоа центиметри какви? квадратни. Центиметри квадратни. Така. Дали може сега да пресметаме колку изнесува масата? Должината на масата. На ова маса? Не може и на таа маса. Не, да на ова маса. Еве, мериме. Комшо, дали може да ни кажат прилика колку е масата долга? Да видиме први проценка да направиме? Па, негде 70. Не, комши. 70 сантиметри? Не, Страната да биде 70 сантиметри? Не, прилика кажуваме. 70? 120. А страната бе колку од прилика да биде? Проценка правиме. 45. Тоа е вистинската вредност. Вистинската вредност е 45, вие може да ставите 40. Ајде, 40 сантиметри. Страната колку кажавме дека? Страната Точната страна? Да. 120. 120 сантиметри, а страната бе 45 45 сантиметри. П еднакво на 120 сантиметри помножено со 45 сантиметри. Сега можеме да помножиме 120 помножено со 45. 5 по 2, 10, 0 пишуваме една, помниме, 5 по 1, 5. Нулата на крај знаеме дека ќе се додадеме. 4 по 0, 0, 4 по 2, 8, 4 по 1, 4. 0, 5, 8, 4 и 0. Значи сега да видиме колку ни испадна на нас. 120 помножено со 45. Колку испадна? 4805 Не, 48.500 испадна. центиметри квадратни, така? Да. Ајде да видиме. Толку ни изнесе? Не, Не е толку. Сам дека. Така? Една нула повеќе. не на 0 помалку. 48.500 центиметри квадратни. Така доаѓа. Толку доаѓа, толку точно. 5 по 0, 0, значи 5 по 2, 10, 0 пишуваме, едно помниме, 5 по 0. Значи ова Нема не 5 по 2 10. Нула пишуваме, 0 едно- пишуваме. 5 по Едно 1, да, 5 и 1, 0, 6. 6. Не, го напишавме ова, да, извинете, точно си ти. Значи 48.600 ни доаѓа, така? Не, не е битно. Ајде да оставиме децата сами да го решат. Значи од 120 помножено со 45. 5 по 0, 0, 5 по 2, 10, 10, а едно 5, едно 6. Ете тука беше грешката. 4 по 2, 8, 8, 4 по 1, 4. 4, 0, 0, 8, 6, аха, 4, 14, Пети, добро, така. 5400 сантиметри квадратни. Квадратни. Добро, готово ја поправивме грешката. Се случуваат и се вакви грешки. случуваат. Сега, дали може сега, значи, да видиме, да измериме килимчето кое што има, должината му е 9,9 см, а ширината е 6,3 см. Можеме. Ајде, како ќе го направиме тоа? И веќе избришиме таблата и ќе Ајде. Значи страната А е еднаква на 9,6 сантиметри, а страната Б е еднаква на колку изнесува? страната А, не 9, а 6,3. 6,3 ми е страната Б. П е еднакво на 9 сантиметри помножено со 6 6,3. сантиметри. Е сега, ова ни е увид кога да видиме запирката како може да се користи, како може да се повлече до запирката. 3 по 9 еднакво на 27. 7 пишуваме, 2 помниме, 6 по 9 еднакво на 36 и
И 2 што помни, 9 по 6 еднакво на 54. 54. И 2 И 56. 6. После запирката имаме еден број, значи ставаме на крај. Еден, Односно доаѓа 56,7 cm квадрат. Квадратни. Така. Сега, дали може на оваа фигура да ја пресметаме плоштината? Ке ми помогнете да закачиме? Ајде да ги тргнеме брановите само. Да, може. Ајде, сега според вас, што сметате? Што треба да направиме за фигурата да ја пресметаме плоштината? Можеме да направиме правоаголници. Можеме да. Како? Колку правоаголници можеме да направиме? 3. 3 правоаголници. Зависи. Да, Можеме 3 комплетно, преаголници. значи, едниот да го спуштиме вака, да искаме Така. правоаголник. Значи, колку плоштини имаме тука? Имаме 3. 3 плоштини. P1, P2 и P3. Знаеме дека на првиот правоаголник плоштината која ќе му биде? 2 по 3. Така. P1 е еднакво на 2 по 3. Така. Тоа е еднакво на 6 сантиметри. Квадратни. Квадратни. P2 5 по 1. Така, бидејќи ова е Овде е 3 3, сантиметри, ова е 2, што значи дека овде има 1. 1 сантиметар. Одиме 5 1 по 5. по 1 да е еднакво на 5 сантиметри квадратни и 5-3 е еднакво на 5 по 3. така. 5 по 3 односно еднакво на 15. 15 сантиметри квадратни. Сега како можеме да измериме плоштината на цела фигура? Ќе ги собериме резултатите. Значи, од P трите. ќе биде еднакво на P1, P1 плюс P2 плюс P3. односно P е еднакво на 6 плюс 5 5 плюс плюс 15. 15 да е еднакво, 26. значи на 26 сантиметри квадратни. P е еднакво на 26 сантиметри квадратни. Дали може да решиме уште нека задача? Дали или нека сакаш ти да решиш можеби нека задача? Може, сакам секогаш со задоволство. Ајде. На таблата, ако сакаш, избриши и таа табла, па Можеме... еве, например, комшо може да ни измери... Ушите. Комшито, извини. Може да ни измери правоаголна фигура, нека што имаме нека правоаголна форма која Па ни е еве тука. ова може. Тоа го измеривме, Може мислам дека вака така да или ја не? пробавам. Тоа го измеривме. Не, ова го измеривме. Ова е Па друго. добра, мал тука некаде. И ајде ова да го измерим. Ајде. Ајде тоа, че... Ајде. Кај се... Аха, еве. Еве ги линјарите, имаме тука и метро ако сакате. Ова е... Дваесет и три. Па даде 23, види? Како? 57. Аха, јас со инчи. Јако. 57. 7. Б. Еднакво. На 90. 90 сантиметри, така. 90. Така. И пен еднаква на 57 А по Б, односно 57 по 90. Само да образложиме центиметар по центиметар и добиваме така центиметар квадратен. Да. И нулата 0 по пресметува ја. 7. И добро. 0 по 7. Чекате вака сега. Ајде. 0 по 7, 0. 9 по 7, 63. 3А6. 9 по 5. 45 и 6. 51, така? 51, да. 51.
Така. 5130. Дали сум во права? Да, во право си, да, сега не направивме грешка, центиметри Сантиметри квадрат. квадратни. Ете така. Имаме време за уште една задача? Да. Имам уште минута-две. Уште Ајде, минута, комшито. две. Ајде, комшите една задача. Нека нацрта правоаголник со линијарот може. Ајде така. Повлечи На вака шанте. линија, еве вака ќе не... Опа, аха, а линијарот не можеме да го скористиме? Па не може на таблата. Не може на таблата. Не Еве да може. кажеме. Ова дека е еднакво на должината 5,3 центиметри, ширината 2 центиметри. Малце полесна задача. Одлично. Односно страната А и страната Б. Да напишеме тука. А е еднакво Добро, на 5. значи формулата е А по Б, А 5 по Б. Б е еднакво на А по Б. А по Б. Така. Одоздола П е еднакво, само да еднакво на 5,3 центиметри помножено со Два. Добро, 3 по 2, 6. не, со 2 центиметри така долу. Аха, добро. Така. 3 по 2, 6. 2 по 5 5. по 10. Значи 106. И сега, после запирката колку пројави имаме? Овде имаме 1, значи тука некаде ќе имаме. Така. Не. Не, после 0. 10 запирка. 10,6, да. 10 запирка 6, само да не забораваме центиметри Да. квадратни. Другари, значи центиметри квадрат. Квадратни, да. И ќе мора да Тоа беше се завршуваме за с часот. денеска. Ви благодарам на часот. И Грешки се благодарим и прават, вам, да. наставничке. Во секој добро. Се гледаме. Следи математика за 6-то оделение.